Во Македонија веќе се појавуваат огласи за работа на море. Тоа многу го засега нашиот угостителско-туристички сектор. Со мене во студиото денес е господинот Здравко Јосифовски, председател на Независната угостителска комора. Со него ќе позборуваме за проблемите во овој сектор, со кои што тие се соочуваат и за можностите и за перспективите како да бидеме подобри. Добар ден. Добар ден до вас, добар ден до вашите гледачи. Така, за почеток, и вие ги видовте огласите, видовте дека дури имаше тука и отворен ден од хрватските хотели. Што мислите, како годинава ќе се снајдете со кадаг? Гледайте, не е проблем да секој еден млад граѓанин има право во животот да својата среќа, својата иднина ја гледа согласно на своето сообразование или да гледа начини и можности како за време на летото или зимата во однос на сезонски вработувања успее да спои 2 или 3 работи во едно, односно да побара некоја работа надвор од Македонија, истовремено изучувајќи нови занаети или нови предизвици, запознавајќи се и запознавајќи други култури, сето тоа што го носи таа работа со себе. Од друга страна, угостителството во Македонија со оглед дека изминатите години тешко комуницира со владата и со државните органи. Не се прави ништо за да се направат напори и сето тоа да се унапреди и подобри. Туку доаѓаме во ситуација да ние дискутираме како држава дека развиваме некоја туристичко-угостителска понуда за светот, да стане Македонија една нова дестинација, а од тоа на крајот доаѓаме дека е сето еднакво на нула. Зашто ова го кажувам? Затоа што поголемиот дел од активностите кои што се прават, сите очекуваат дека угостителството во Македонија ќе се зголеми за 10-20%, меѓутоа тоа нема да допринесе во однос да самиот угостителски бизнис се развива во Македонија. Ние факт е дека губиме повеќе од половина од нашите потрошувачи, конзументи или посетители и гости што се во угостителските објекти, а фактот е базиран врз основ на пред некој ден информацијата од господинот Битики дека Македонија ја имаат напуштено најмалце 500.000 граѓани, односно 700.000 граѓани сметаат дека е од осамостувањето на Македонија. Што значи тоа? Никој не си оди ако е дете или ако е пензионер. Најголем дел од тие граѓани што ја напуштиле Македонија се, да кажеме, работно способни луѓе кои што не се само поврзани со угостителскиот сектор, него од друга страна се и гости кои што се двигатели на економијата во Македонија. Ако ние таа критична маса која што допринесува не само во угостителството и во останатите сектори веќе ја немаме на локално ниво, ние не можеме да размислуваме за било што унапредување на туризам, да кажеме унапредување на работници, едукација, кога луѓето масовно ја напуштаат државата. Кога се подготвувавме за овој разговор, споменавте дека имате сознанија што би сакале да ги споделиме и со нашите гледачи за тоа кога ќе се отиде најмногу во Хрватска и моментално интересот, дали таму имаат пензиско и социјално осигурување. Работодавачите во огласите пишуваат има осигурување, меѓутоа што значи тоа според вашите сознанија? Да, значи веќе повеќе години су пропагатор на една, како да кажам, полемика или проблем кој што се појавува се повеќе во денешницата, да луѓето заведени од така наречени сезонски работи мислат дека со излегувањето и напуштањето од Македонија, значи им се запазуваат сите обврски кои што произлегуваат од тамошните работодавци. Во случајов ќе дискутираме само за Хрватска, иако важи за секоја една друга држава, и дека им се плаќаат нив бруто платите и дека они остваруваат и имаат права на сите тие социјални давачки што е. Меѓутоа, во ствари сето тоа е малце во заблуда, затоа што губи работникот, губи државата, губиме сите ние заедно кои што остануваме тука. Зашто се работи? Ке земам примерот дека оваа година Хрватска, како што кажавте пред некој ден, имаше преминатата недела, односно пред 2 недели, денови на така наречена Хрватска анимирање на угостителски работници од Македонија, што директно направија упат во нашиот систем, угостителски и државен било што, бидејќи тоа си го направи само индивидуално фирма, односно цела една заедница од Дубровник, во центарот на Скопје да анимираат, да прибираат податоци, значи да собираат интервјуа за угостителски работници што би работеле кај нив. Ако оваа година, како што се очекува, најмалце 5 до 10.000 работници ќе заминат да работат во Хрватска, поготово во угостителскиот сектор, затоа што таму и покрај тоа што се очекува за одредени струки како што е готвач, да имаат некое солидно познавање или барем некое мало искуство, сите останати може и не мора да има што се вика искуство, само добра волја и да ги исполнува основните услови кои што ги бараат. Почетните плати што се нудат од најбаналните за собарка 800 до 1000 евра, за келнер од 1000, 1200 до 1500, за готвач
1500 до 2500 евра, значи на нашите луѓе ќе се полакомат и ќе отидат, односно ќе си ја побараат својата среќа надвор, што е де факт дека тие пари што таму ќе ги остварат за краток период, ги надминуваат нашите годишни приходи кои што би ги оствариле овдека цела година да работат. Меѓутоа што се случува? Сите тие понуди, сите тие цени што се даваат за ангажман на луѓе практички се однесуваат на нето. На тие цени таа држава, односно тие работодавци, хотели, ресторани треба да платат доприноси во Хрватска, затоа што тие де факто се водат во Хрватска. Меѓутоа, што значи тоа? Нашите млади луѓе или поголемиот дел што ќе заминат, можеби во периодот во кој што работат таму имаат некакви права или се осигурани, меѓутоа пак крајното они тука кога напуштиле државата се пријавуваат за невработени или добар дел од нив дури и користат некои бенефити кои што не работеле во државава, а се уште ги зимат и се водат како невработени. Од друга страна, таму ако нешто им се случи, прва работа што прават одма се враќаат во домицилната земја, односно дома, затоа што овдека сите работи им се на некој начин бесплатни, за разлика од таму што и покрај тоа што се осигурани или платени одредени доприноси, сите работи мора да си ги доплаќаат дополнително. И сега ќе го земеме примерот. Ако 10.000 луѓе отидат оваа сезона, работат минимум 6 месеци, остваруваат бруто приходи од 2.000 евра, значи тоа би дошло околу 120 милиони евра дека тие наши граѓани ќе остварат како бруто приходи за работа во Хрватска. Да не зборам дека се повеќе од 100.000 луѓе. Меѓутоа, кај е проблемот и кај е целата цака? Тие луѓе за да остварат, да кажеме, утре некое пензиско право или социјално во тие држави каде што работат, во зависност од државата мора вика да има континуиран стаж од 5 до 15 години. Нашиве луѓе ќе одат една сезона, ќе одат 2 сезони, ќе одат 5 или 10 сезони имаме луѓе што одат што работат во странство. Тие за тие 10 сезони не оствариле право за нивно пензиско што плаќале таму доприноси. Не оствариле право за нивната здравствена заштита што таму работеле. Тие пак се враќаат тука и ги користат нашите бенефити, иако се водат како невработени, а ги плаќаме ние што сме останати тука да издржуваме оваа држава. Од друга страна, значи сите тие пари што остануваат таму, остануваат добродит на државата. Што е нашиот предлог или што беше нашето размислување? Ако веќе луѓето сакаат да отидат, значи постојат договори меѓудржавни кои што се викаат деташмански договори. Тоа значи директно, односно индиректно позајмување на работници за одредена работа, како што е случајот сезонска работа заради туризам, заради градежништво, заради останати работи, кои што практички го прават локалните фирми. Што би требало да направиме? Државата само треба да има доблест, да го прифати предлогот, значи да поднесе иницијатива и со сите држави кои што сакаат да вработуваат македонски работници, да ги потпише така наречени деташмански договори со кои што ќе предвидат квоти. Ние имаме единствено деташман договор со градежници за Германија, кој што прилика изнесува 5000 годишно, меѓутоа веќе со години функционира, не функционира, све останува така. Во моментов кој користи? Во моментов агенциите или самите работодавци што доаѓаат и прават импакт, значи се ги запослуваат луѓето од тука, не ги прибираат, ги носат таму, дали им плаќаат, колку им плаќаат, што им плаќаат, никој не знае. Никој не зборува за условите што им се нудат и покрај тоа што се вика дека понекогаш се сместени во двокреветни соби, обезбедени им се што се вика топли оброци, не секогаш ги добиваат тие работи. Дури и на крај многу пати остануваат да им бидат ускратени, да кажеме некои од работите кои што на почеток биле понудени. Меѓутоа ниеден од тој работник што отишол од Македонија, кој ќе се врати во Македонија, не зборува за своите горчливи искуства. Сите сакаат да ги пренесат само убавите искуства дека се вратил со 5 или 10 или повеќе илјади евра за штедени пари кои што од својата работа и експлоатација ги дал таму. Сега да се вратиме. Кај е нашиот систем? Доколку дојде до деташмански договор, веќе ја земам сега Хрватска, да ние и позајмиме 10.000 работници, тоа значи дека хрватски угостител не би смел да запосли директно работник, него би требал преку структурите, односно инфраструктурата што е, дали е тоа државата, дали ќе биде комората, дали ќе биде заводот за вработување, да бара работници што ќе бидат позајмени од локалните угостителски објекти. Што значи тоа? За вие како работник утре, ако сакате да отидете да работите во Хрватска, значи треба да бидете пријавен локално. Хрватскиот, преку деташманскиот договор, ќе побара за 3-5 ваши работници да вие му ги позајмите, што е факт дека ние во Скопје не работат сите локали. Можда и ние имаме интерес да им позајмиме работници на таков начин и тие да не се вратат во септември или октомври назад, затоа што имаме потреба понатамошно од нив. Меѓутоа, што е предноста тука? Ако тој работник заработува 2000 евра бруто, што кога ги плаќал хрватскиот угостител таму, сега тој хрватски угостител 2000 евра ќе ги плаќа на локалниот македонскиот угостител за работникот. Работникот сега на тие 2000 евра ќе задржи можда угостителот 2, 3 или 5% за евиденција за трошоци и така натаму, меѓутоа ќе си ги добие како бруто плата што ќе му се
евидентира во нашиот систем, ќе му тече стаж, ќе му тече доприноси и ќе има право да оствари соодветна пензија. И сега замислете, вие работите 10 или 15 години во странство, со пола работ, по 6 месеци во годината, остварувате приходи по 2000 евра бруто, ви се плаќаат доприноси овдека на тие 40%, пак ви останува 1200 нето колку што ви било. Ама државата добива. Угостителот добива. И имаме најбитна евиденција, не може тој угостител овдека да користи бенефиции или да го водиме како невработен, а да остварува 3 пати поголеми приходи од нас. По оваа иста логика, тие 120 милиони што овие 10.000 угостителски работници би ги оствариле како бруто приходи во Хрватска, повеќе од 50 милиони ќе завршат во државата на име доприноси и даноци, кои што се пензиско и здравство, и државата ќе може да ги исполнува локално условите, затоа што де факто а они својата основица за идна пензија ќе имаат право да се остварат на нивните пари што ги остварувале таму. Во спротивно, они да ќе работат, ќе се вратат, ќе мислат дека нешто заработиле, а во ствари сме изгубиле сите ние заедно. Ова е интересен предлог, меѓутоа вака како го слушам, искрено кажано мислам дека има една фалинка. Во која смисла? Ајде. Во тоа што како вие ќе ги изнајмувате кога баш во сезона лето и на вас ќе ви требаат, веќе Скопје станува туристички град, доаѓаат многу, дури по некои статистики пред пандемијата тој беше попосетен и од Охрид, нели? Како ќе изнајмувате вие работници кога и сами немате доволно вработени? Не се слагам, значи по секако работникот ќе отиде таму. Ние не викаме дека нема да отиде дали ќе имаме ние мањак или вишак. Ние може да ќе се запослиме. Меѓутоа рачунајте, ако ние 5% наплаќаме, тие пари де факто ги реинвестираме во нови локални работници за едукација, за понатамошна, да кажеме, унапредување и така натаму. Можда ние ќе се најдеме, ќе се увеземе исто поевтини работници од соседните држави, како што во моментов изјави Бетики дека ќе ги отвориме нашите граници, па за одредени професии ќе можеме да најдеме. Можеби не секој ќе има интерес да отиде. Меѓутоа ние ќе го канализираме, сакам да кажам, ќе имаме точна евиденција на луѓето што да ти се враќаат, точно ќе знаеме кој оди. Имаме еден друг проблем исто така. Например, имаме недоследности во CV-ата што луѓето ги пишуваат. Многу од работниците што се избркани или биле проблематични со работа, аплицираат и добиваат енормни работни, убави работни места во, да кажеме, Хрватска, на море што рековте, заради тоа што си употребиле CV кое што не е валидизирано. На овој начин не може. Постои друга работа. Работникот ќе отиде од Македонија кај еден угостител, после еден месец му бега. На овој начин тој не може да избега. Значи добива хрватскиот угостител сигурност и гаранција дека луѓето што ние сте му ги остапиле на одреден период, значи нема да му побегнат после месец три, ќе работат за периодот за кој што сме се договориле. Од друга страна, тој хрватски угостител не може да му искрати некои права кои што биле подпишани и се со државни договори покриени дека нема да му ги плати. Ќе му ги прати плутопратите. Нема да му скрати на плата, нема да го избрка од работа. Така. Значи да не ги мислам, фалинки како што рековте секогаш може да најдеме. Меѓутоа да го гледаме кој е бенефитот за самите луѓе што одат како работници и кој е бенефитот за сите ние кои што се грижиме да ни остане или да ја задржиме државата таква каква што треба. Во спротивно ќе се соочиме со ситуација да имаме држава која што нема народ. Како поминавте минатото лето? Дали тогаш рековте дека има доста недостиг, знам, особено во Охрид, самиот председател на Хотам изјави дека ги вработи средношколците, нели, како хонорарно затоа што како поминавте овде, како мислите да ја поминате следната сезона? Значи, како и да е голем дел ќе си отида, тоа е факт. Гледате, прва една работа, предимензионирање на една индустрија, факт е дека ќе донесе ако таа индустрија не инвестира во образување на сопствен кадар, дека ќе доведе до ситуација да немаме соодветен кадар за тоа што го бараме. Тоа е едниот фактор. Вториот фактор е на државата уште минатата година, односно за време на пандемијата, излезе со два предлози што ги прифатили ги предложи. Еве не е битно од која страна стигнале. Едниот предлог беше дека младите луѓе без разлика дали се студенти или се ученици, значи кои што имаат 16 и повеќе години, дека законодавната регулатива ќе овозможи да се вработуваат во угостителскиот сектор без да се комплицира барањата како што сега важи, дека секој лице мора да биде вработено, дека ќе му се третира како пракса или како некоја времена работа или како изучување на било кој занат што е и така натаму. Од друга страна постоеше еден предлог многу од луѓето, значи што се угостителски традиционални работници, поготово во позадинскиот дел, во логистичкиот како што е кујната, да отидат млади на пензија, значи дамите да отидат, бабите или како ги викаме на 62, мажите на 64 години, кои што се најмалку уште 5-10 години работоспособни. Тие луѓе и покрај тоа што сакаат да работат,
ако треба да ги вратиме во угостителскиот сектор, ќе го изгубат правото на својата пензија. Значи, ние треба да им значи они можеби не може да работат сега 8 часа, ама може да во критични моменти или 2 пати во неделата да помагаат во угостителството, со неколку часи да остваруваат дополнителен приход што нив ќе им се олесни животот како пензионери. Значи да не им го земаме едното право што го заслужиле за работата што го направиле, версус друго право што сака да доработат. Овој конфликт на интереси што во моментов се спара и не овозможува, практички сето се случува некако со зажмурени очи, што би се рекле. Настојуваме да се најде компромис, поготово од сите институции, да луѓето што немаме доволно работници, некако да се снаоѓаме. Факт е една работа. Кувар со 30 или 40 годишно искуство или дали е помошник, било што, спрема јадење такво какво што не потсеќа секогаш на нашите баби и дедовци, затоа што неговиот сенс веќе не работи со мерачи, не работи со ваги по контроли, све работи од рака. И таму кај што постојат такви искусни или постари кувари или готвачи, да не го грешам поимот, значи доаѓаме до ситуација дека храната секогаш таму е безпрекорна. А за услугите, кој прошетал подалеку од Македонија, дали Европа или Америка, многу пати се соочил дека во хотели или во било какви големи ланци можеме да начекаме постари луѓе кои што ги примаат гостите, луѓе кои што ги сместуваат, луѓе кои што се грижат за други работи, односно помагаат и допринесуваат во гостителскиот сектор, не на тој начин како што да кажеме се очекува од младите луѓе, меѓутоа со активности кои што на некој начин го подигнуваат нивото на услугата и сервисот што ги нудат самите гостители. Кога спомнавте храната, ќе ве прашам, колку модерната гастрономија се развива во Македонија? Што мислите за тоа? Значи, гледате, ние имаме желба и потреба да, како се вика, низ текот на периодот на нашиот живот, да изучуваме различни култури и да се запознаваме со различни јадења, поготово што денеска поголемиот дел од младите луѓе се прилагодливи да својата така наречена диета или начин на исхрана го прилагодуваат према активностите, односно према препораките што се случуваат на глобално ниво, а не на локално ниво. Значи, македонската гастрономија имаме огромна култура за начин на подготвување на многу традиционални јадења и значи во насекаде во светот и на глобално ниво е дека ние не треба да прокламираме дека нудиме интернационална кујна или не специфична туѓа кујна, затоа што секој странец кој што доаѓа не му дошло да јаде риба во Скопје, односно морски специјалитети во центарот на Скопје и во луксузните ресторани. Сигурно не дошло да јаде пица и италијанска храна во Скопје, значи кога си имаме држави, меѓутоа тој во секој случај очекува дека ќе побара некои традиционални македонски рецепти. Новата култура на исхрана што се промовира во туристичко-гостителскиот сектор е вика local food, local ingredients. Значи fresh and healthy. Значи се она што го спремаме треба да биде базирано на моментално актуелни производи кои што се произведуваат. Значи ако се летно време дали се тоа разни салати и специјалитети версус зимно време дали е тоа кисела зелка, туршија и останати други специјалитети кои што се прилагодени на нашава култура. Она што посебно пред некој ден прочитав, беше интересно дека ние вика со самото раѓање сме направиле предиспозиција каква храна треба да јадеме, затоа што нашиот ген и нашето организам ги акцептирало производите кои што се на тоа место каде што живееме, практички се развиваат или се култивираат. Што значи, ние треба да го нудиме тоа што сме поовдека познати. Изборот, разниот, како викаме, нашиот патлиџан, што го пробале вистинскиот патлиџан, сите го сакаат странците и прашуваат како да стигнат до тоа. Ние не можеме со увозен патлиџан да правиме некоја македонска салата или некој македонски специјалитет или модар патлиџан или да не зимам останати традиционални производи како што се полнета, пиперка, не знам, ѓомлезе или што god да е. Значи, мора да се ориентираме и јас се согласувам дека треба да постојат интернационални ресторани, пошто ние на локално сакаме да пробаме да учиме туѓата култура и другата гастрономија, меѓутоа тие веќе што се ориентирале, барем максимално имаат и лиценци, категоризација што ја води Министерството за економија, да ги одржуваат традиционалните рецепти, зашто ете го Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот се грижи веќе да изготвува така наречени карти за гастрономски карти, кои специјалитети во кои ресторани може да се јадат, не знам каде се све домакинлоци кај што може да се спремат и така натаму. Со кои најголеми проблеми во моментот се соочува гостителскиот сектор? Значи, да кажеме, отупеноста на државата за разговарање на отворена маса
Што може заеднички да направиме, бидејќи секогаш живеам со една критика да убаво е родителот која ќе каже дека се грижи за детето и прави све за детето. Тоа е истото како државата, парламентарците или владата да каже дека се грижи за народот и прави све за народот, а во ствари не прашува што му треба на народот. Тоа е исто како да правите за вашето дете, а да не прашате што навистина му треба. Значи, еве ќе ви кажам еден банален пример. Веќе втора, трета година поред, во месец декември бараме како комора да се организира еден така наречен заеднички работен појадок со председател на држава, со премиер на држава, со Министерство за економија, со градоначалник на град Скопје, кој што од една страна ќе издвоја 2 часа во годината, 2 часа, да седнат на маса со 5, 15, 50 реномирани угостители, дали се скопјани, дали се во Битола ќе направиме или во Охрид, без разлика, каде год да треба, и ќе продискутираат да директно слушнат од нив што треба како стратегија да се развива, а не да ни кажуваат што они прават, кој што е прво неприменливо и неприлагодено. Од друга страна, значи комората уште на самиот почеток побара како останатите комори државата да направи стратегија со која што ќе наметне така наречено обавезно членство во некоја од постојните комори, значи не само нашата комора што сум денеска представник, него да угостителите си одберат во која комора ќе членуваат, за да ние комори имаме некој интерес тоа да го правиме, што ги водиме за тие сите угостители. Јас доаѓам денес во ситуација, мило ми е што првиот разговор, што кога комората ја формиравме, беше утринскиот разговор со вас. Денеска би било срам, а уствари треба да кажам, дека можеби последен разговор што оваа комора го прави и го дава како ексклузива за некоја овакво, ќе остане со вас. Зошто го кажувам ова? Вие во 2 или 3 години, прво, угостителите мислат дека секој индивидуално сам ќе си ги решава проблемите и нема интерес за членство во комора да кажеме, инвестира по некоја чланарина за да комората се грижи да го унапреди неговото работење. Од друга страна, државата цело време ја игнорира комората, кога комората ќе ги започне активностите, иде на лични персонални да кажеме разговори или посети по угостителски објекти, немек премиерот се знаел со овој угостител, председателот се знаел со оној, градоначалникот го милувал овој, па чекате вака, вие решавате приватни проблеми со службени обврски или решавате институционални проблеми. Се додека на маса не се седне институционално, како ова е најгорчливиот проблем што го рековте. Да ние од една страна имаме представници на власта, од друга страна имаме коморски сите, јас ги канам сите комори, не само нашата комора, представници заедно со угостителите, да ние расчистиме што треба да направиме за оваа држава во наредниот период да стане туристичка дестинација која што не ќе зголеми за 10, 20 или 30%, да не се срамиме. Ќе ги зголеми за 200, 300 или повеќе кратно бројот на странски гости кои ќе дојдат и ќе ни оправа државата. Ако една Албанија има, можете да замислите, ланската година министерката за туризам излезе дека има 8,5 милиони туристи посета. Да не зборам дека најмалце 5 до 15 ноќевања прави еден просечен турист. Ние се фалиме дека оваа година сте ја скривнале квотата од 2019, не знам за минатата. Имаме безмалце 1 милион туристи, односно не знам колку 2 милиони ноќевања од странски гости. А од друга страна, никој не зема во предвид дека Народната банка со години излегува угостителскиот сектор е еден од поголемите увозници, така наречени. 440 милиони долари или евра, што год да се, угостителите остваруваат приходи од увоз. Секој нормален ќе се праша како тоа од увоз. Па така, секој странец што ќе дојде да потроши во угостителски објект, се третира дека угостителот како да направил извоз на своите услуги. Значи тој странец факт е дека ќе потроши на бензинска, ќе потроши не знам во супермаркет, ќе потроши на некоја друга работа. Меѓутоа 400 и кусур милиони евра и долари секоја година завршуваат од странските гости преку угостителскиот сектор. А бруто приходите на угостителите што ги вентира управата за јавни приходи изнесуваат негде околу 800-900 милиони евра. Не сме ние толку беззначени. Како? Половина. Да, значи половината. И сега, од една страна, има една ваша колешка ме праша што да направиме за да го зголемиме туризмот. Прво имаме 50% пад на домашните гости на посета на угостителски објекти. И тие ние не можеме да ги вратиме. И тие нема да се вратат затоа што се менуваат во некои навики, некои традиции. Не можеме да влијаеме и не можеме со сила да ги здржиме. Од друга страна, странските гости добро се вратија во некоја бројка. Значи викам, ако ние не е битна веќе цената, дали ќе биде кафето 60, 80, 100 или 120. Значи треба да дискутираме што да направиме. За нас секогаш ќе биде скапа, било која цена да е. Меѓутоа тој странец што дошол за 3 дена, исто како што оди во други туристички центри кога доаѓа, дали за него ќе биде 100, 120 или 150 денари, он нема да размисла. Треба да се погрижиме државата да ги праша угостителите
Што е тоа заеднички што може да направиме? Дури и Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Пазете, бара идеи од нас да му дадеме, за да ги промовира дека агенцијата ги прави. Па дајте бе, имаме да направиме таму, значи заедничка тркалезна маса што се вика, да ги изнесеме идеите и да добиеме поддршка од сите, да ги прашаме и гостите на крајот на криштата што навистина нив им треба. Тоа се работи што можат да го направат, да го напредат угостителството, ако ние направиме стратегија дека 2024 или 2026 година Македонија би станала прва топ дестинација за рурален туризам, не знам, за планински туризам, за тие модерните, како да ги наречам, спортски туризми или адреналински што ги викаме, ама при тоа државата да каже: ало, 50 милиони, 100 милиони евра, еве ви за туризмот, да ги оправите тоа што го имаме. Сосема на крај, значи, накусо, спомнувате тоа се пак и предпоставувам дека би дошле преку некои фондови. Меѓутоа, што мислите за кредитната поддршка? Чисто колку можат нели угостителите или туристичките објекти да користат кредити за да еве го подигнат и руралниот и урбаниот туризам? Значи, било кој угостител кога користи кредит, веќе не работи за себе, работи за таа банка. Факт е дека угостителите трошат кредити. Многу пати, значи пред да стигнат значи за да исполнат услови да може да добијат кредит, се задолжуваат преку пријатели, се задолжуваат на секој можен начин, значи преку добавувачи и така натаму, да на некој си начин направат или го разубават својот угостителски објект за да може да пружат одредени услуги. Ако ви кажам дека не знам колку во проценти да ги извадиме конкретно, меѓутоа еве ќе земаме еден пример да имаме угостител што има земено пола милион евра за да откупи друг угостителски објект. И да кажеме во кое што банката му го дава кредит на долгорочен, она што го барате како информација со 2,5%, што е отприлика негде еднакво на 10.000 евра годишно, односно по 1000 евра меѓу другите треба да ги плаќа како трошоците. Факт е дека доинвестирува уште 100-150.000 евра за да го донаправи објектот и факт е дека сето тоа се случува во време на короната. Банката одеднаш на 2 пати му го менува договорот, сега него му станува 7% тие што се бат, значи 3 пати изголемена му е каматата, што во суштина значи дека он одеднаш треба да плаќа по 3.000 евра. Објектот е така организиран да преку зима не работи, односно има толку минимални приходи да едва успева да ги исплати платите, значи повторно му се потребни задолжувања за да може да го одржи до март месец кога преку летниот период работи, односно кога луѓето искачат. Се работи за објект надвор од Скопје. Он не знае сега за 3 месеци веќе има 20.000 евра од банката кога го известила само по основ на камати и трошоци што треба да ги плати, он не знае како ќе ги реализира. И он вика сега јас доаѓам во ситуација од нешто што сум купил за долгорочно, во наредните 5 или 10 години ако остане оваа политика, јас практички колку што ме кошта објектот, ќе треба да ја платам на банката, што во стартот не било темелено. Што значи нелогичка е таа работа. Затоа тука државата треба да примени сите тие кредити што се за унапредување на туризмот, каде што се поврзани, денеска зборуваме за угостителите, сите други индустрии имаат право да си бараат за нивни начин. Значи треба да направи напор кај што ќе дава бескаматни кредити за инвестиции во туризмот и угостителство, зашто ние ќе носиме странци кои што ќе имаме двоен или троен приход од тоа, значи плаќаме даноци, плаќаме давачки, носиме увозни пари. И сето тоа. И државата мора да направи стратегија, мора да дава бескаматни кредити за секој кој што сака во рурална средина. Не да конкурираме на ИПАРД. Знаете, мислам, и тоа е голема заблуда. Знаете колку, значи најмалку ќе земат луѓето што ќе аплицираат за ИПАРД. Најмногу ќе земат сите тие кои што се водат како консултанти и тие што треба да ги направат, поготово што земаат сите авансно, а никој не прашува колку треба. Па земете ги парите, дајте ги на угостителите, задолжете ги како што треба бескаматно, затоа што остваруваат други приходи кои што плаќаат доприноси за вработени, плаќаат даноци, плаќаат одржуваат добавувачи, финансираат други производители. Само добра организација и седнување на маса во која што ќе ги измечуваме двете страни како што треба, ќе имаме можност да направиме унапредување, да се гордееме со нашата гастрономија, да се гордееме со нашето угостителство и да се фалиме со нашиот туризам на кое завидно ниво можеме или ќе го донесеме после некоја година. Благодарам Јосифовски што бевте гостин во Утрински печат. Благодарам и на вас на поканата.